Пред се ќе се осврнам на протестов, го поздравувам и на сите вас присутни јасно ви е и се ви е познато што значи клинички центар за здравството, здравствениот систем и воопшто за цела Македонија. Јас сум представник на медицинските сестри и ќе се осврнам на проблемите со кои тие се занимаваат. Треба да се осврни со односот меѓу доктор сестра, ако некогаш беше 4 сестри на еден доктор, сега е обратен, 3 на една сестра и така натака. Валоризацијата на медицинските сестри и другиот персонал кој е вработен во медицинските установи, малку повеќе да се разработи околу тоа прашање, затоа што навистина платите не стигнуваат до никаде. Ако на некој не му стигнуваат 4000 евра за еден месец, замислете колку се 40.000 денари за цело семејство за еден месец. И последно би сакала да се даде осврт и на образованието. Во овие здравствени институции влегува несоодветен, неспособен медицински кадар, поминат независно низ некои филтри или ред други работи, каде што и тие се запослуваат со стално, со решение, а нивната работа извршуваат вработените кои се доста повозрастни од нив. И тоа не оди никаде, тука треба покрај Министерството за здравство, другиве институции да се запраша и образованието, како се вади кадар, дали е тој кадар како некој способен веќе да настапи во тие здравствени институции, затоа што никој дојден како пациент не би сакал да биде приватен од нестручни луѓе. Овој собир овде протест, некои луѓе може да го злоупотребат, некои присутни тука се дојдени само да се појават и да добијат во друг смер поени, но ние кажуваме клинички центар, здравството во Македонија да биде на прво место. Одливот на средномедицински, доктори и виш персонал, технички, лаборанти и така натака, нормално ќе има одлив со тие минимални плати или социјална помош, како ние што ја викаме, нема каде да се оди, освен да се бара иднината надвор. Не дека надвор е подобро, знаеме ние со што луѓето кои одат тамо се соочуваат, но сепак мислат дека паричните надокнади тамо се поголеми, па ако ништо повеќе ќе имаат малку повеќе за своите деца, да ги образуваат тука. Никој од нас не сака да си ја напушти оваа држава, ние сме тука, сме го оставиле животот тука и ќе продолжиме да работиме, никој нема пациент да биде вратен од страна на сестрите и другиот персонал, докторите, но сакаме да бидеме слушнати. Барањата се пишани во документ, доставени до сите институции и тие институции да имаат слух за сите нас.